Представници на Источниот плански регион со 11 општини во соработка со словенечкиот партнер Калиопа денеска ги изнесува резултатите од тригодишната реализација на проектот Единствен регионален информацијски систем. Се работи за исклучително значаен проект кој треба да заврши до март 2015 година. За неговата имплементација и за степенот на реализација Драгица Здравкова вели: Воспоставен е куќниот модел во сите 11 општини и моделот за даноци. Се разбира дека представниците од Калиопа ќе ни бидат на располагање и во понатамошниот период, во колку во некоја општина се јават одредени проблеми во самото внесување на дел од податоците кои што веќе не се внесени. 11 членки на Источниот плански регион се живо заинтересирани проектот да продолжи и во втора фаза, зашто благовремено се туркаат неопходните активности. Градоначалниците од регионот на 9-та седница, одржана во месец мај во Македонска Каменица, едногласно донесоа заклучок да овој проект продолжи во втора фаза. Тоа е фаза на подземен катастар, со која што фаза на веќе постојниот географско-информационен состав, систем, ќе се внесат, односно ќе се надополни со податоци од водоводна и канализациона мрежа, податоци за јавно осветлување, податоци за кабелски оператори во колку се во собственост на самите општини и податоци за топлификација. Мора да бидеме свесни, а навистина сме свесни за тоа дека со воспоставувањето на овој ваков систем и со имплементацијата на овој толку значаен проект за регионот, ќе се олесна работата на самите општини во собирање на дополнителни приходи кои што овие години, да речеме, општините ги губеле поради тоа што немале адекватни податоци за тоа колкав дел од имотот е пријавен, дали е пријавен или не е пријавен, дали се плаќа данок, не се плаќа данок. Значи во иднина тоа како проблем ќе биде елиминиран и морам да кажам дека ние како регион сме единствени од 8 плански региони во Република Македонија кои што воспоставија ваков географско-информационен систем на ниво на плански регион. Со оглед на фактот дека заклучно со 2017 година сите општини имаат законска обврска до државниот катастар да достават изработен подземен катастар, втората фаза се наметнува како неминовност, особено што за истокот ќе се добијат 750.000 евра грант од Словенија, средства кои инаку ќе треба да ги изведат општините од сопствениот буџет. Во единствениот регионален информацијски систем ќе бидат внесени податоците за подземните инсталации од сферата на водоводната, канализационата, електро- и комуникацијската мрежа, како и други подземни објекти. А системот ќе овозможи општините да го подигнат степенот на наплата на даноци од имот, бидејќи катастарот ќе им ги стави на дланка неопходно